Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Дани од градинка Бамара. Се надевам дека сте добри и дека се наоѓате во вашите домови. Исто како и Стефан, денешното наше заедничко другарче. Стефан се наоѓа исто дома и најдобро се чувствува во неговата детска соба, која е опкружен со голем број играчки и тие му представуваат големо задоволство кога се игра заедно со неговото братче и сестриче. Стефан има омилена играчка. Тоа е неговото кадифено мече. Многу често го држи во своите прегратки и му раскажува различни приказни. Стефан има и сестричка. Таа е повисока од него, а тој понисок. Мама често вели дека и јас ќе пораснам и ќе бидам еден ден повисок од неа, вели Стефан. И на тоа многу се радува. Освен сестричка, Стефан има и братче. Тоа е помало од него и тој многу често се игра со своите играчки заедно со него. Тие имаат многу играчки. Камиони, автомобили, автобуси, мотори, коцки, топки и голем број други играчки. Најчесто се играат со камионите, кои што ги подредуваат веднаш на почетокот, бидејќи тие биле најголеми, така вели Стефан. Потоа и автомобилите и сите останати играчки. Кога ќе завршат со играта, внимателно ги собираат играчките и ги ставаат на своето соодветно место, а потоа денот го завршуваат гледајќи убав цртан филм сите заедно. Дечиња, доколку внимателно ме следевте, можете да забележите дека јас многу кратко ви ги представив Стефан, неговата сестричка и братче и неговата детска соба со играчките. Уште на самиот почеток ви кажав која е неговата омилена играчка. Сигурно се сеќавате. Така е, тоа е неговото кадифено меченце, кое што тој многу често го држеше во своите прегратки. На оваа слика, освен мечето кое што се наоѓа во прегратките на Стефан, дали може да забележиме и друго меченце? Секако не. Значи, неговото меченце е едно, единствено и омилено. Едно, како бројот 1 или како едното прсте од вашата дланка. Доколку внимателно ме следевте, напоменав дека во неговата соба има безброј играчки, меѓу кои што ги споменав и топките и коцките. Овде на сликата ни се представени топки и коцки. Можеме ли да забележиме колку се? Ајде и да ги изброиме, идеме поред. Прво ќе ги броиме топките. 1, 2, 3. Значи, на сликава гледаме 3 топки. Како бројот 3 или како 3 прстиња од вашата дланка. 2 топки се наоѓаат на подот од собата на Стефан и едната се наоѓа на креветот на Стефан. На подот, освен топките, се наоѓаат и коцки. Ајде да ги изброим. 1, 2, 3, 3. Значи, имаме повторно 3 коцки, исто толку колку што има и топки. 3 топки и 3 коцки. Како бројот 3 или како 3 прстиња од вашата дланка. Рековме дека во собата на Стефан има и камиони. На оваа слика имаме 5. Ајде да провериме. 1, 2, 3, 4, 5. Значи 5 камиони, како бројот 5 или како 5 прстиња од вашата дланка. Дали може овде да забележите кој од камионите е најголем? Се разбира, верувам дека знаете, тоа е белиот камион или оној кој што се наоѓа на предниот дел од сликата. Одиме понатаму. Стефан заедно со неговото братче многу често играат со автомобилите и тоа најчесто Стефан со големите, а неговото братче со помалите автомобили. Тие се во различна боја, во различна форма и со различна големина. Дали може да забележиме
Кој од овие автомобили е најголем? Се разбира, верувам дека погодувате. Тоа е белиот автомобил кој што се наоѓа на почетокот на сликата или фотографијата. Знам дека сите вие сте виделе и имате дома, вашите родители имаат автомобил и сигурна сум дека сте забележале колку тркала имаат автомобилите. Па 4 се разбира. 2 напред и 2 во задниот дел од автомобилот. 4 тркала како бројот 4 или како 4 прстиња од вашата дланка. На оваа слика ни се представени и другите играчки кои што ги имаат Стефан, неговата сестричка и неговото братче. Ајде да видиме. Имаме на оваа слика автобуси. 1, 2. 2 автобуси во црвена боја, но различни по висина. Еден повисок и еден понизок. Потоа имаме 2 автомобили. Еден во сина и еден во розова боја. Потоа имаме 2 мотори, еден во жолто-портокалова и едниот во црно-црвена боја. Сега ќе ве прашам, верувам дека многу добро знаете. Кој од овие превозни средства имаат 2 тркала? Се разбира, моторите имаат 2 тркала, едно тркало во предниот и друго тркало во задниот дел од моторот. 2 тркала како бројот 2 или како 2 прстиња од вашата дланка. Еве собата на Стефан и неговата сестричка и братче. Во неа гледаме безброј играчки кои што се расфрлени на подот и имаме плакари 2, имаме масичка, столче. Ајде да видиме што уште има. Куклата која што ја држи сестричката на Стефан, има мала и голема топка, има камион, има столче, има автомобил, има голема коцка и 2 помали коцки. Во предниот дел од сликата може да забележиме дека има скриени предмети под прекривки кои што се во различна боја. Значи, за да ни ја улесни играта, прекривката ни ја кажува и бојата на предметот кој што се крие под неа. За да можам да ви помогнам и да ви дадам идеја за денешната игра, ќе ја изработиме денеска заедно. Под виолетовата покривка се наоѓа еден предмет или една играчка која што се наоѓа во собата на Стефан, кој што има округла форма. Доколку внимателно забележиме, ќе видиме дека тоа е неговата малечка топка. Одиме понатаму. Под црвената прекривка се наоѓа еден предмет кој што има форма на коцка и е во црвена боја. Внимателно, доколку погледнеме, ќе забележиме дека таква црвена играчка со форма на коцка е големата коцка во собата на Стефан. Под сината прекривка се наоѓа одреден предмет кој што не е во тркалезна форма, но има округла форма и е многу поголем од сите останати, а тоа е неговата масичка. Под жолтата прекривка се наоѓа еден многу голем предмет, кој што во неговата соба исто така има жолта боја и кој што многу наликува на коцка. Доколку внимателно забележиме и трагаме по собата на Стефан, ќе забележиме дека тоа е плакарот во собата на Стефан. Наредната форма е многу специфична и многу интересна и по бојата се совпаѓа со столчето на Стефан. И под зелената прекривка се наоѓа една играчка која тој многу често игра со неговото братче, а тоа е неговиот зелен автомобил. Драги другарчиња, ваква или многу слична игра на оваа можете да изиграте дома со вашите родители. Земете една торбичка, во неа ставите неколку предмети, а потоа со вашите рачиња допирајте ги предметите и погодувајте за каков предмет станува збор. Можете слична игра на оваа да направите исто така дома. Ќе земете една прекривка,
Под неа ќе ставите неколку играчки и од одгора со вашите рачиња ќе ги допирате предметите и ќе забележувате какви предмети има под прикривката. И на крајот, па нацртајте и забавувајте се. Нацртајте ваша омилена игра или ваша омилена играчка. Од мене толку, до скоро видување, довидување.